Различните интереси се причина за конфронтациите во собранието, но пред сите нив мора да бидат интересите на граѓаните и државата, изјави во интервју шефот на претеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Никола Мицевски. Во тој контекст е и неговиот етички кодекс и деловник за работа. Сега ќе има поголема контрола на владата со надзорните расправи како една од основните алатки на собранието. За жал, досега власта тоа некако вешто го избегнуваше и никако не можевме да дојдеме во ситуација да направиме контрола преку надзорните расправи. Со новиот деловник се предвидува законите што ги предлага опозицијата, кој и да биде во следниот пратенички состав, како интерпелациите на позицијата да бидат ставени како први точки на дневен ред. Зошто јавноста има перцепција дека пратениците се само гласачка машина, а не вистински контролор на владата? Затоа што очигледно недоволно се пласира тоа што треба да излезе надвор од собранието, затоа што работат пратениците. Ние веќе работиме со помош на швајцарската амбасада и нашите пријатели од НДА и друга логистичка подршка. 11 милиони швајцарски франци се влезени во собранието. Се прави ново студио за да има поголема видливост и програма која што ќе биде малку поразлична од сегашниот собраниски канал. Таа ќе биде модерна и ќе ги дава состојбите кои што се случуваат во собранието. На дневна основа ќе може да се добиваат мислењата и на власта и на опозицијата. Додека го договаравте новиот деловник во 2020 година, изјавивте дека меѓу другото најдовте решенија и за злоупотребата на носењето на законите за европското знаменце. Точно е тоа. Процесот Жан Моне е уставот на собранието за функционирање и работа на пратениците, но и сите други во него. Новиот деловник треба да ги намали можностите за негово заобиколување. Ајде да не речам злоупотреба и од власта, но и ние како опозиција која мораше соодветно да реагираме за да воспоставиме некаква контрола на процесите кои што владеачкото мнозинство ги правише и тоа токму во делот на злоупотреба на европското знаменце, скратените постапки, игнорирање на интерпелациите од опозицијата. Велите да за Европска Македонија, ама не под бугарски диктат. Ние сме спремни да продолжиме со разговори за европскиот пат на Македонија, но само ако нема диктат од другата страна, односно ако Бугарија е подготвена на одредени чекори кои што следуваат. Имаме отворени прашања, меѓутоа за да продолжи диалогот, кој што според мене е двонасочна улица, ќе треба и Бугарија да направи одредени остапки. Македонија треба да добие јасни гаранции за својот национален идентитет, но и гаранции дека во наредниот период нема да има вето или други барања од страна на Бугарија, изјави меѓу другото Никола Мицевски за порталот МКД.